Ние продолжуваме понатаму на сосема една поинаква тема. Секоја телевизиска програма започнува со најавна шпица или со одјавна шпица, но колегата Никола Станков заедно со Милчо Узунов, човек кој што ја познава телевизиската работа, заеднички патуваат низ времето на ТВ графиката, од првите скици до современите 3D анимации. Ова е велат приказна за боите, за движењата и креативноста што стои зад екраните. Па да видиме што ни носи Никола во продолжение. Вака изгледаше графиката пред 30 години. А вака изгледа денес. Се менуваа алатките, анимациите, трендовите, стилот на графиката, но и тогаш и денес препознатливите джинглови и шпици на вашите омилени содржини со себе ја носат приказната која раскажува за трите децении креативност, технолошки напредок, промена на трендовите и визуелна целина која и понатаму ја испишува историјата за телевизиската графика. Во 90-тите години не беше се едноставно, но беше направено со душа. Првите телевизиски графики со себе носија силен символичен печат. Веројатно се сеќавате како изгледаше и звучеше вашата омилена утринска програма. Тогаш, носејќи го името журнал, сега ја сакам Македонија. Или пак, како се менуваше изгледот на дневникот и вестите. Сето ова е дел од графичката целина, чие создавање и понатаму е дело на многу луѓе позади камерите, чија мисија е да создадат нешто што е вистински уникатно и препознатливо. Графиката тогаш се правеше рачно, тешко, со ограничени алатки, но многу креативност. Вака го започнавме разговорот со Милчо Узунов, кој над 3 децении директно е вклучен во процесот на создавање на телевизиска продукција. Од графика до целосна аудиовизуелна програма. Узунов со носталгија се потсетува на почетоците на неговата работа во светот на графиката. Особено ми е драго што ќе зборуваме во рамките на Сител телевизија, бидејќи Сител телевизија е една од првите телевизиски куќи за кои што ние всушност почнавме да работиме. Тоа беше далечната 97-8 година, негдека почетоците кога почна да се развија всушност дигиталната продукција. Предходно да кажам дека се уште се работеше на магнетни ленти, значи аналогниот формат беше секдека застапен. Меѓутоа во тие години полека се јавија компјутерите и почнаа да се развиваат токму овие графички елементи кои што се генерираа на компјутерските единици. Компјутерските единици беа навистина многу слаби во тоа време. Јас за овие 3 децении навистина доживеав еден голем прогрес во таа сфера и многу работи се сменија. Денеска речиси има генерации кои што воопшто и не знаат за магнетните ленти, односно воопшто и не ја познаваат таа технологија, со право бидејќи незината миграција беше мощна брза и многу брзо тој премин благодарение на развојот на процесорските единици се реализираше секдека во светот, па и кај нас. Сител телевизија беше една телевизиска куќа која што навистина го пратеше тој технолошки тренд, морам да кажем, и уште во самите почетоци кога се појавија компјутерските единици, можностите да се прават графички елементи со нив, овозможи телевизијата да се издвои од останатите медиуми. Се разбира тогаш и не постоја, да кажам, повеќе телевизиски куќи во самите почетоци, имаше многу малце, меѓутоа Сител заедно со тие пратејќи ги тие трендови навистина се издвои од таа група на други, да кажам, тогаш приватни телевизии со својот квалитет навистина презентираше една нова форма, едни нови идеи и така натаму. Узунов вели дека телевизијата во изминативе 3 децении доживеа целосна графичка револуција. Со напредокот на технологијата, преку имплементација на графики во реално време, наспроти претходниот принцип на работа кој подразбираше подготовка на материјали за одложено емитување. Додека денеска е полесно да се создаде графика, тогаш идеите и креативата биле движечките сили во создавање на препознатливите графики.
кога сте млади и кога навлегувате во таа технологија, имате премногу идеи, имате многу желба, голем елан. И мислам дека тие неколку параметри дадоа баш квалитети, дадоа она што ние го изработивме за тогаш за Сител телевизија, направивме комплетен графички пакет со препознатливи джинглови за особено за маркетинг, каде што една рака ги бои крокчињата на Сител знакот, и тоа беше толку атрактивно што джинглот траеше само 6 секунди, а беше толку атрактивен што немаше гледач било каде во државата и надвор што не го видел тој джингл. Идејата навистина се роди многу случајно, седејќи на едно кафуле и играјќи си на масата со шекерчињата, одеднаш го склопивме знакчето на Сител, кој што е во исти такви коцки, и добивме идеја всушност да го тоа генерираме со една графичка визуализација. И беше тешко, тогаш се работеше на аналогни, на аналогни ленти. Тој джингл е снимен со Sony Super High 8 камера, која што е аналогна, тогашниот квалитет негдека на Super VHS, да кажам, кој што можеше да се добие во тоа време. Меѓутоа со и тогашните сили кои ги има компјутерските единици, успеавме да го изработиме мощно квалитетно и да биде доста атрактивен. А денеска интернетот навистина нуди многу, може да земете идеи, меѓутоа во тоа време беше навистина тешко да ги најдете тие идеи. Се сведуваше на креативноста и на уметничките, да кажам, инспирации кои што често пати или сами ќе ви дојдат или пак по некоја, да кажам, инспиративна коинциденција на некоја случај ќе добиевте некоја идеја која што подоцна заедно со колегите ќе развиете во нешто навистина што ќе биде добро. Не само графиката, туку и целиот процес на создавање ТВ содржина значително се промени, како во техничкиот дел, така и во брзината на обработка на материјалот, односно монтажата. Процесот можам да кажам дека е негдека за 5 до 10 пати забрзан. Значи, затоа што првиот чекор во дигитализацијата, како што кажавте и вие, порано ние снимавме на магнетни ленти, кои што во прво време беа аналогни, а подоцна беа дигитални, меѓутоа сепак беа магнетни ленти, и за да може да го земете вие материјалот кој што ви е потребен за да го склопите аудиовизуалното дело, дали е тоа емисија или без разлика за што станува збор, моравте тие да ги внесете во компјутерската единица. И времето на внесување беше 1:1 тогаш, односно ако вие сте снимале материјал, да кажеме, од 5 часа, тогаш треба 5 часа да потрошите само на дигитализирање. Меѓутоа, и покрај тоа што таа брзина е тука намалена, нели, во превземањето на материјалите, односно во нивната дигитализација тогаш, забрзувањето се чувствува и во самиот процес на едитирање, кој што компјутерските единици доста многу го тоа забрза и овозможија да оди многу брзо, затоа што нелинеарната монтажа е практично токму тоа. Вие може во сите сегменти од вашето аудиовизуално дело да ги правите сите овие интервенции и при тоа во секој момент да видите што се случува на кој дел, односно на која временска маргина, кој видеосегмент го имате. Денеска изгледот на телевизиската графика и телевизијата воопшто започнува да се менува од страна на различните алатки и вештачката интелигенција, чија имплементација неизбежно ја променува класичната дефиниција за телевизија. Сега за сега креативноста се уште се сведува на барем во овие рамки во кои што сме сега, на водење од човечкиот фактор. Значи вие сепак да добиете некоја генерирана слика од вештачката интелигенција, мора да дадете некој инпут, односно мора да ставите некои маркери, да ги ставите некои рамки за кои што ќе барате од него всушност да ви создаде некоја содржина. Значи се уште треба да имате некоја ваша креативност која што сакате да добиете од дај. Инаку во филмската индустрија примената е доста добра, особено мислам и ќе се развива особено во делот на постпродукцијата, затоа што во процесот на постпродукција временските и финансиските рамки се многу важни. Телевизијата и графиката, која и понатаму ќе биде првото нешто што ќе го видите пред вашата омилена ТВ содржина, ќе продолжат да се менуваат. Со менувањето на технологијата и новите генерации креативци и визуелниот печат на телевизиската графика ќе достигнува нови стандарди. А следењето на тие трендови е од огромна важност, согласен е нашиот соговорник. Пошто денесниот чекор на менување на аудиовизуелните трендови е многу брз. А ако ви излезете од тој чекор, многу тешко ќе го фатите
значи технолошкиот, да кажам, воз кој што постојано движи напред и ќе нема да имате можност да креирате во целост она што таа цела технологија може да ви го понуди. Овој времеплов и приказните кои се кријат за создавањето на квалитетна ТВ содржина треба да послужат како инспирација за новите генерации, чија креативност допрва треба да дојде до израз, продолжувајќи ја приказната за историјата на телевизиската магија.